Ние со бугарите ја завршивме работата. Венко Филипче. Изјава која што му ја расширија сите бугарашки портали во Македонија. Среќни. Филипче, вистина ја завршивте работата со бугарите и во исто време ја завршивте работата и со партијата. Сега партијата затоа ви е завршена работа. И пак имаш три чисти да го продолжуваш наративот дека вие сте завршиле работата со бугарите, сте поставиле Македонија на трасата кон Европската унија, ама ете дошол ВМРО ДПМН и сето тоа го нарекол вашето завршување работа, го нарекол предавство, оти не сакал реформи, оти не сакал да влезе на ВМРО, не сакале да влезе во Европа, затоа што СДС ја завршиле работата со бугарите. Веќе да те стрпавме во затвор. И тебе, и Заев, и Ковачевски, и сите оние спин доктори што ви се у партијата што ја правеа пропагандата за пријателство со бугарите, што го подпишаа договорот со Бугарија, што го подпишаа договорот во Нивици за промена на името. Бевте сега сите во затвор. Прво, немаше да верувате уште во приказната дека тоа што го направивте не е предавство, основната работа. И основната работа вашето стрпување у затвор за предавство ќе беше показна вежба за сите останати во Македонија, политички фактори, поситни или покрупни, што не треба и не смеа да помислат да направат ако некогаш дојдат на власт. Арно, не ве стрпа во затвор, ВМРО ДПМН, за жал, многу ми е жал што не сте во затвор, па затоа си дозволувате вакви излети, вакви свечни моменти, да се осетите живи, да излезете по медиуми, па дури бугарашките портали во Македонија со радост да ви ги пренесуваат целите интервјуа. Прва буква до последна буква со се точката. Тоа е последица на тоа што не ве стрпаа на време у затвор. А ова нека биде уште една поука за ВМРО ДПМН како не треба одредени луѓе уште да ги остави да шетаат на слобода и да даваат изјави како што ќе им прдне на памет. Филипче вели СДС не била мртва партија. Демек тоа било исто така спин на ВМРО ДПМН. Ке читам коментарите под неговото интервју пренесено од сите бугарашки портали во Македонија и некои што се регистрирани надвор, да кажеме у Бугарија. Ги читам коментарите. Па да ги прашам членовите на СДС. Сигурно ги отварате овие портали, интервјуто на вашиот лидер и го читате интервјуто. Сте се симнале малце подоле да ги прочитате коментарите, а? Пошто на тие портали многу македонци коментираат. Да ме прашувате мене, тие портали треба под итно да бидат затворени. Оние кои што се во Македонија регистрирани. Не само порталите да бидат затворени нивните собственици или оние кои што го создаваат тој некој уреднички тим, ако воопшто постои таму. Оти се знаат тие портали кој ги уредува и од каде ги уредува. Но, ајде да кажеме дека има некој така проформа уреднички тим или што ја знам како се вика, редакција некоја. Ако ги прочитате коментарите, кои што ги оставаат, ги пишуваат многу македонци, ќе сватите само едно. Иако ја не оправдам тоа што ги коментираат македонците, што ги отвараат тие портали и што коментираат, што оставаат своји коментари, затоа што тоа им е целта на бугарашкиве портали, на нивните финансиери, да имаат поише видливост, поише кликови, поише коментари, поише лајкови или не лајкови, да бидат повеќе посетувани. Но, така е како што е. Македонците коментираат под тие бугарашки или пробугарашки надписи, пренесени интервјуа, изјави на непријатели на македонскиот народ и разни негатори на македонскиот народ. И сега, ако го отворите интервјуто на Филипче, што тие со радост го пренесли, ќе видите многу коментари на македонци кои што не бираат зборови
да го исплукаат, да го искритикуваат вашиот лидер, лидерот на СДС Венко Филипче. Ако ги прочитате тие стотици негативни коментари, оставени на неговите изјави кои што ги пренесуваат овие бугарашки портали, ќе видите дека вие сте умрена партија. И дека тоа што Филипче вика дека ја завршил работата со Бугарија, фактички завршил со Социјалдемократскиот сојуз. Вас више Исус Христос да се појави од негде, што оживел мртви, он кој ќе поминал слепите прогледуеле. Овој пат нема да успее да може малиот прст да ви го мртне, а не да ве стане од мртвите. Сите своји чудотворија што ги содржал во себе. Толку сте умрели. Тоа е една работа, втора работа. Вашето држење за пробугарашкиот наратив и вашата бугарашка ориентација уште повеќе ги иритираат македонците. Обичниот македонец, што за разлика од вас си го сака народот, си сака државата, на тие ваши наративи, изјави, после онаа голгота што ја доживеавте на изборите, и на локалните, и на тие претходно парламентарните, само што поише го подхранува гневот и бесот кон вас, како партија која што уште едва и стои на стаклени нозе. Од кај мислите социјалдемократи утре да црпите легитимитет, гласови на следните избори? Како очекувате? Кој очекувате да ве гласа? Како очекувате да го победите ВМРО ДПМН? Во иднина еве. Како? Со гласови на бугарашине? И како што вие мислите дека сите албанци ќе гласаат за вас, што не е точно. Не е точно. Утре да има избори ќе видите колку албанците нема да гласаат за вас, ако се надевавте на таа варијата. А ако се надевате на бугарашките гласови, како да ви кажам, не сте више угомна, удаени сте угомната. Заедно со нив. Судбината Филипче на едно говно е клозетската шолја, кенефот и патот у канализацијата од царството на гомната. Кој ќе повлечеш казанче да вода. И штета, што уште кај нас се нема отворено обвинение против, ќе повторам, ќе акцентирам, велепредавничкиот акт на Социјалдемократскиот сојуз со подпишувањето на договорот во Нивици и така наречениот договор за пријателство со Бугарија. Пред 2-3 вечер имавте прилика, оние што гледа емисијата Само вистина, каде што бев поканет, меѓу кои што гости беше еден бугараш. Видовте како изгледаат уште еднаш на дело. Јако они се делат кога настапуваат, како што кажа во емисијата, имаат одредена тактика, на добри и лоши полицајци. Сега сватија дека лошите полицајци, тие што се крајно агресивни во негирање на македонството, на македонците, на македонскиот идентитет, македонскиот јазик, ги држат повеќе по портали независни, како што на Јада и Беда што ни беше премиер некогаш, што го инсталираа они на власт, а после тоа се фала дека први ја признале Македонија, тоа што го каже и бугарашот со мене во емисија, што го прекинав неколку пати, дека тоа што не признале први, не минува ништо од нивната стратегија која била, нивната стратегија била
негација на македонскиот идентитет и постепено презимање на контрола на оваа територија, прво преку пропаганда, преку асимилација, бугаризација на македонците, па се до утре кога ќе дојде физичката поделба на државата. И тоа што не признале, што го прекинав неколку пати, демек први не признале, не беа први, но добро, турците беа први, но тие малце подоцна го ратификува договорот, но не е битно, бугарите нека биле први. Фактички, им беше само дел од играта, ова што ви ја кажав. Тие ни го признаа, ја признаа државата, но не го слушајте тој бугараш, но не ни го признаа идентитетот, јазикот, историјата, народот. Тоест, како што викам, го признавме, го признаа да како конструкт на Коминтерната, тоест на Тито. Од 1945. Дека од тогаш, по наредба на Тито, се родил еден народ кој ќе се нарекуваат македонци. А тоа што пред 45-та се формирале тука на територија на Македонија бригади, како да кажеме, одреди као Гоце Делчев, прва македонска ударна бригада, втора македонска ударна бригада. Доволно е да прашате само тоа, каде тогаш македонска, ако народот го создал Тито 45-та година. Што било пред 45-та? Што било за време на Илинден? Што било со желбата на Гоце Делчев, кој што радо го нарекуваат бугарски, му цитираат тама некој од контекст, вадат некои негови изјави, што ги пратил на тамо на војводата Малишевски, глупости вадат, што преме со изјавата дека сака да биде неговите коски еден ден да бидат пренесени во главниот град на независна Македонија. Кај се спомна тука Бугарија? Да не одиме запишуванките на Мисирков, кој што исто така го нарекуваат бугарин, каде што недвосмислено во својата книга за македонските работи, не вели за бугарските работи, вели за македонските работи, пишува на неколку места дека македонците треба да отвараат 16 очи во поглед на српскиот, великогрчкиот и бугарскиот хегемонизам. Значи бил свесен за опасноста. Прави јасна дистинкција, тие се непријатели на македонскиот народ. Нивните дворови, нивните политички елити никаде не пишува македонците дека се бугари. Или дека постои една таква смешна синтагма, комплот, како сакате кажете го, на македонски бугари. Шо си ти? Македонски бугари. Брат, ти си бугар. Не постои таква нешто македонски бугар. Ти си бугар. Што би рекол 100 пати, од македонец бугар не бидува. Точка. Како што ми рече дотичниот бугараш во емисија, ама ти ги мразиш бугарите, не ги сакаш. И како што му реков, уше за сакање сте. Зошто бе да сакам некој што не ме почитува, што сака да ме понижи, што сака да ме клекне на колена, што сака да ме преименува, што сака да ми го смени личниот опис. Прво со некоја пенкала, а потоа кој знае како, кој ќе добијат на сила. Што треба? Да бидеме доволно глупи како народ пак да дозволиме нова ваташа утре? Пак тоа да го дозволиме? Пак да дозволиме нашите ќерки сестри да бидат мачени, силувани во некои бугарски затвори? Што би ги отвориле кога би ја зеле еден ден пак оваа држава, кога би се инсталирале овде? Од тоа треба да се плашиме пак истото да го доживуваме? Нови прогонства, нови херои кои што ќе бидат мачени по бугарските зандани, затоа што рекле дека се македонци, дека се борат за слободна Македонија. Тоа треба пак да го доживееме од 21 век. Значи, мислите дека е 21 век, па тоа не може да се случи, Исто викаа во после Втора светска војна дека на тлото на Европа нема шанси веќе да се случи некоја војна крвава. Па се случи Хрватска, распадот на Југославија, граѓанската војна, се случи Босна, се случи Сребреница, се случија геноциди, етнички чистења и така натаму и така натаму. На крајот на минатиот век.
Пред 2-3 години се случи една од најкрвавата војна на тлото на Европа после Втората светска војна. Во Украина. 100.000 загинати на двете страни. 100.000. Да не зборам колку избегани и бегалци, разрушеност, уништеност. Затоа мислите дека треба да спиеме на тоа уво, дека бугарите не би можеле утре пак со војска да се обидат да влезат, се обидувале неколку пати. Се обидували и по Втората светска војна, кога мислеле дека Сталин ќе го надмудри Тито. Готово е мислеле. Нивниот баќушка, до вчера крвен непријател, додека му седе ускутот на Хитлер, одеднаш се настрави кон Тито, не му одговара Тито. Југославија е дел од источниот блок треба да биде, а ако не ќе со мило, тогаш со сила. Знаете што направи тогаш бугарите? Паркирале 8 дивизии овде по наша граница, источна. Спремни само 2 години од кои изедува Ќутек овде од генерал Михајло Апостолски и од останатите. Спремни пак да влезат со истата војска, само со други дресови на нив облечени. Која е комунистичка. Истата војска. Што претходно овде стрелаше по ваташи, по маташи, крвнички претепуваше македонски партизани револуционери, до смрт ги стрелаше, ги онадеше. Истата таа војска чека ондека 48-9 година по граница да влезат внатре. Мислите да нешто е сменето? Дека утре, ако сме 21 век, нема пак тука да наредат цела армија која ќе биде спремна на еден сигнал само да влезе внатре? Мислите дека тоа нешто мато дека нешто не штити? Што се они НАТО, ние сме НАТО? Добро, за почеток ќе најдат некоја друга форма, како што ноѓаат. А утре? Кај знаете што ќе биде? Не може да формираат паравоени формации, кои што од внатре ќе ти ги инфилтрираат, од внатре ќе ти прават проблеми. Демек тоа се македонци, како што ни ги викаат македонски бугари, кои што се побуниле, како што беше приказнато со албанците 2001. Агресијата беше од надвор, од Косово. Оперативниот план беше на Косово смислен, добро. Од кого и како, и тоа е више трета приказна. Не може тоа да го направат. Ќе речат, јеби го, ние како бугари нема врска, тоа нашиве тука, нашиве бугарите у Македонија не може да поднесат агресијата на македонците кон нив, неприфаќањето, невлегувањето, устав се побунија за своите човекови права, се кренаа на оружје. Не може тоа да го направат, што мислите ви, а? Можете или не може да го направат? Ки имаат поддршка финансиска, логистичка, било каква тоа да го направат? Ки имаат, верувајте. Све оно што го гледате на телевизија од нив, све се тоа агенти бугарски. Од прв до последен. За ова сум сигурен кога што денов вечер кога што ќе се стемни. А тие што мислите дека се агенти бугарски овдека, дека имаат рогови, им пишува бугарски агент. Не бе, обични се како вас, со вас пијат кафе, може увакво. Денеска сега овој момент може пред гранапче пијат пиво со вегета и салама. Или у некоја кафана пиете ракијичка со сирење на цавајле, или чорба јадете. Немаат рогови тие. И затоа треба сите да сме свесни за нивното присуство. А дури наша должност е, како македонци, како лојални на оваа држава, ако забележите било што ви е чудно, што ви изгледа непријателски настроено кон македонскиот народ, било какви шушкања, обиди, што ќе ви стане сомнително, должност е да пријавите. Затоа што ние живееме во крајно незавидна ситуација, во крајно незавидни времења за нас македонците, кај што сме страхотно загрозени. А они работат, како што можевте да видите.
Ниту еден од нив не е наивен. Ниту е глуп, се прават глупи. Се прават и добри. Едните зборуваат за градење на мостови меѓу македонскиот и бугарскиот народ. Дека треба да сме заедно. Дека Бугарија нема територијални претензии кон Македонија. Такви глупости лупетат и сега ти треба да ги гледаш и да рече да. Па кога, Саше, ќе дојдеш кај нас, у нашиот град да направиме еден стендап? Викам, нема да дојде. Зошто не дојде? Не, викам. Ќе си направиш проблем од твоите българи. Не, глупости, кај ќе си направам проблем? Не, проблем ќе си направиш. И пак. Кога ќе дојдеш ти? Кога ќе дојдеш ти? Прво му кажеш неколку пати љубезно. Не, проблем ќе си направиш, остави мене. Кога кажеш, па нема материјал нов за стендап, нема материјал нов, што реално немам. И после све, се обидува да те купи, да те врбуе. Кажу, ја ќе те организирам се, платам, стендапче. Друга работа е што после стендапчето ќе седнат некои луѓе со тебе. Супер беше, најпа нешто да договориме. Можеме едно стендапче у Кюстендил. На море едно, сега лето иде, кај се каже, Варна. Това е добриот полицаец. Лошите другачи играат. Ама исти курат се, мислам, за исто се борат. Исто им е целта. Тоа е све организирано. Има, драги мои, на Фейсбук некои работи имаат цена. Се купуваат со пари. Некои работи не се купуваат. Срамот е голем. Мислам, ја така би се чувствал. Не мора да значи тоа дека секој би се чувствал така. Ја така би се чувствал. Замислете, после ова се што ви го зборам и што го зборам и јавно и на телевизија вака одека. За тој шовинизам, за тој неандерталски, примитивен атак на бугарските агентури да се преземе Македонија. Да се внесат бугарите во уставот, да им се даде простор да можат полесно да го преземат со образовни системи, школи, факултети, услови кои што ќе ги даваат добри, со отварање на политички партии, нови здруженија, кај што ќе се шири бугарашката идеја за дека македонците се бугари, дека Македонија е бугарска, дека Македонија треба да се обедини со Бугарија затоа што во Македонија живеат мнозинството население се бугари. Замислете, после све ова што сум го зборил против тие примитивци, шовинисти, невидени уште на тлото на Европа, Слободан Милошевиќ и србите се пичкин дим, и србите во времето на Слободан Милошевиќ, кога почнуваа војните во бивша Југославија, се пичкин дим успоредба со овој шовинизам што доаѓа од Бугарија, само тоа да го знаете. А Европска унија не реагира, напротив, ги прими у нивно друштво, веќе као партнер им се, некако некоја земја која ше така. Партнер, и мислите дека они ќе работат против својот партнер за Македонија? Не бе, тие истаквадуваат. И замислете, после сите работи што сум ги зборал, нели, така? Против тој примитивен бугарски шовинизам и нивните обиди да дестабилизира државава, со сите територијални претензии што ги имаат кон оваа држава, замислете утре да излезе ваква доказ или информација проверена дека Сашо Тасевски зел бугарски пасош. Па нека пишува дека со тоа сум зел и 5 милиони евра. Мислите дека срамот, дека совеста срамот нема да ми изедат после све ова што го кажува? Затоа мислам дека за таа работа не сум спремен. Може да викнете црнец и да ми дадете 5 милиони долари да ми гопне тој сенегалецот или од кај ќе биде, од Кенија, од Габон, верувам побрзо би прифатил за 5 милиони евра од ова. Сериозно ви кажу.
Ти вака кој ќе знае срамата моја стана овој габан ки ми го начука 5 милиони. Аме добро, тоа никој рекол. И оп, ни лук, јал, ни кебаби. Гзо. Булка, расцветана, ама Кичановиќ 5 милиони. Се боли малце, боли јебига, ама се издржи за 5 милиони. Ао? Све ова што сум го зборел на улица, кој ќе ме видите, јас со 5 милиони евра и бугарски пасош. И? Нема да можам никога у очи да погледнем. Така да, баталјата таа ќурава работа. Не го барете спасот у бугарски пасоши, у продавање на своите прадедовци своето потекло, за нешто што утре ќе се распрсне како мејор од сапуница, а тоа е бугарската пропаганда и нивните обиди да ја бугаризираат Македонија. Ке им пропаднат обидите. Ке завршам со еден цитат на другарот Тито, намерно, затоа што го знам исконската омраза на бугарите која е кон Тито. Иако него више историјата му призна дека е еден од најголемите државници на минатиот век, меѓу трите најголеми државници на минатиот век, основачот на еден од основоположниците на движењето на неврзаните, ќе завршам со негов цитат, парафразиран, тоа што тој го кажа се однесуваше на Југославија, излезе дека било право, но јас ќе го парафразирам. А овој цитат што ќе го парафразирам малце, за да биде посватлив за денешни услови, највише се однесува за така наречениот лидер на Социјалдемократскиот сојуз, кој се одважи да излезе мртов ладен во јавност и да лупета работи од типот дека тоа што СДС ја завршиле работата со Бугарија било проевропско решение и не било предавство. Еве Филипче, другарот Тито, што велеше за таа работа. Тој што ќе си ја продаде државата и својот народ за пари на друга држава, ќе се загуби и себе си и државата. Кој свати, свати.